Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со најава на дел од содржините кои ќе следат. Денешните преговори на четирите партии потписнички на договорот во Пржино се фокусирани на ингеренциите на министерот за внатрешни работи. ВМРО-ДПМН бара оневозможување на масовни партиски промени во МВР. Забавниот парк во Виница вчера беше место на страотна несреќа, во која со тешки телесни повреди се здоби 17-годишниот ОД од Виница. Свежото време ќе трае до среда, потоа метеоролозите најавуваат раст на температурите и викендов повторно ќе имаме температура близу 40 степен. Прашањата кои се предмет на дискусија за договорот во Пржино не се пресложени да може да се решат, но сепак не треба да има повлекување црвени линии и не треба да доминира егоизмот во преговорите. Би требало повеќе да има прагматичност, изјави денес потпредседателот на Собранието, пратеникот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошевски. Преговорите денес продолжија во резиденцијата на американскиот амбасадор во Македонија Джес Бейли. Во ВМРО-ДПМН сметаме дека е важно политичките партии, особено СДСМ, да кажат дали се подготвени за избори и дали сакаат да има избори, бидејќи истите ги бараа во претходните 2 години. Доколку се изјаснат дека сакаат да има политички избори и дека им веруваат на институциите кои што ги раководат кадри од СДСМ, како Државната изборна комисија, тогаш ние немаме никаков проблем да прифатиме изборно соочување и да дадеме шанса на граѓаните да одлучат за политичката ситуација во Република Македонија. Треба да биде јасно дека владата која што би се формирала според договорот од Пржино е влада која што има една основна надлежност, а тоа е да организира избори. Тоа не треба да биде влада која ќе менува проекти или луѓе или кадровски состав или какви да се други политики надвор од надлежностите на единственото важно прашање организирање и спроведување на фери демократски избори. Поранешниот министер за надворешни работи на Словенија и актуелен специјален представник на Европската унија на Косово, Самуел Жбогар, е нов шеф на делегацијата на Европската унија во Република Македонија, јавува дописникот на МИО од Брисел. Се очекува комисијата деновиве тоа и официјално да го објави. Актуелниот шеф на делегацијата на Унијата во Македонија, Ајво Орав, заминува за амбасадор на Европската унија во Подгорица, Црна Гора. Инаку во неговата 22 годишна кариера како дипломат, 54-годишниот Самуел Жбогар е вклучен во сите поголеми политички проекти на словеничката надворешна политика. Неколку дена имаме пријатни летни температури, но веќе во втората половина на оваа седмица повторно ќе има пораст на температурите. Лекарите велат дека заладувањето не штети на здравјето, иако имаме температури за половина пониски од минатата недела, но наглото затоплување предизвикува сериозни здравствени проблеми. Балканот го донесе невремето и кај нас. На истокот викендов дожд и посвежо време за 10 степени помалку. Температурните разлики неповолни за организмот. Интернистите велат дека ваквата промена е добра, но здравјето е на удар кога имаме нагло зголемување на температурите. Нема големи промени во однос на болестите и на состојбите на нашите пациенти, нема додатни кардиоваскуларни заболувања, нема влошување на хроничните болни. Така да за нас, за сега, оваа промена е добра. Сега да видиме како ќе биде следната промена, која очекуваме да биде кон високи температури и исто тоа е голем ризик, бидејќи според метеоролозите и тоа се очекува во наредниот период. Оние кои се осеќаат нешто тегоби да се прегледаат, посебно оние пак кои се хронично болни, повторно да ја утврдат нивната болест, да ја земаат редовната терапија и евентуално при некое чувство на влошување на време да се јава за евентуални промени, бидејќи во ваквите случаи можеби треба корекција на вкупната хронична терапија. За овие 3 дена пациентите најмногу се пожалиле на покачен крвен притисок и главоболка. Никако не убаво. Па притисок имам и не ми е добро.
Како има нешто покажува одма болест, некој срце, некој такво. Ама треба да чуваме дома. Сонцето дома да не спаѓаме. Па влијае времето и то мислам секој пат се осека промените на времето. Големи температурни разлики. Па и јас осекам главоболка на главата. Мислам, тие промени ги осекам. Сепак уживајте додека можете во свежото време. Денешниот очигледно ќе биде единствениот таков до крајот на овој месец. Доколку се исклучат утрешниот ден и средата, кога според прогнозите не чека за некој степен посвежо време од она што сме навикнале за средината на јули, веќе до крајот на неделата, а особено во првиот ден од викендот, пеколот повторно се враќа. Облаците се повлекуваат и во сабота, температурите повторно ќе бидат близу 40-ката. Продолжуваме со настаните од регионот. Започна асфалтирањето на повеќе наменското игралиште во спортскиот центар Стара гимназија во Берово. Спортскиот центар е дел од програмата на градоначалникот на Берово, а се гради со средства од Агенцијата за млади и спорт. Започна асфалтирањето на повеќенаменското игралиште во Берово, кој е дел од спортскиот центар Стара гимназија, во кој предвидено е да бидат сместени и кошаркарско игралиште и фитнес центар. Младите спортисти од Берово ќе имаат можност да спортуваат и да се рекреираат и во ноќните часови, бидејќи спортското игралиште ќе биде осветлено и комплетно опремено. Во програмата моја беше предвидено да се изгради спортски центар Стара гимназија, во кој спортски центар ќе бидат вклучени повеќе спортски објекти, од кои еден е и повеќенаменско игралиште, кошаркарско игралиште и фитнес центар, но во самиот центар ќе има и градување на детски игралишта, така да тоа ќе биде едно катче за граѓаните на општина Берово, за да спортуваат, да се рекреираат. Спортскиот центар Стара гимназија се гради со средства од Агенцијата за млади и спорт и е дел од проектот на владата за изградба на спортски игралишта и повеќенаменски терени во целата држава. Од страна на Агенцијата за млади и спорт, која го финансира изградбата, тоест реализирањето на проектот повеќенаменско игралиште, е при крај и се надевам дека до првата половина на месец август проектот ќе биде завршен. Повеќенаменското игралиште, истакна градоначалникот Драги Наџински, ќе биде пуштено во употреба до 23 август, кога Берово го слави денот на градот, а фитнес центарот и кошаркарското игралиште до почетокот на пролета 2017. Продадени се 5 од планираните 8 парцели во урбанизираната зона за мало стопанство во општина Зрновци. На 2 од нив веќе се градат индустријски капацитети, едниот наменет за млин за жито и за откуп на житни култури, додека вториот е за млекарница. Индустријската зона е со решена комунална инфраструктура, зафаќа 2 хектара и е лоцирана на патот Зрновци-Мородвис. Во близина на оваа зона урбанизирани се уште 7 градежни парцели кои се во приватна собственост, а се наменети за лесна индустрија. Општина Зрновци работи на проектот Купи куќа за млади, со кој се обезбедени 110 плацови за градба, и тоа 30 во местноста викана Жикова Меѓа, 60 во населеното место Мородвис и 20 во местноста Обоштарник, Видовиште, Бањиште и Оризни гумна. Во Кочани подготвена површина за проектот Купи куќа за млади. Се разработува локацијата во западниот дел на градот во местноста Бејрут над каналот со површина од над 5 хектари, каде што ќе има дополнителна разработка за Купи куќа за млади, каде што се планирани 120 ново планирани парцели за млади лица до 35 години. Општина Кочани се вклучи во проектот на владата Купи куќа за млади, при тоа обезбедувајќи локации за градба. За ангажирањето на општината на овој план, како и за развој на економските зони во неколку локации на градот, градоначалникот Радко Димитровски истакнува дека постојано со владата на Република Македонија имаат средби за разработка на активностите за проектот Купи куќа за млади и за економските зони.
Се разработува една локација во западниот дел на градот во местноста Бејрут над каналот, со површина од над 5 хектари, каде што ќе има дополнителна разработка за купи куќа за млади, каде што се планирани 120 нови парцели за млади лица до 35 години. Во делот на индустријските зони истакнува Димитровски дека последниот детален урбанистички план со кој беа опфатени складовите за слама во поречната фабрика за целулоза и хартија очекуваат дека ќе се разрешат имотно-правните проблеми и дека набрзо тоа ќе биде решено. Со донесувањето на постојниот генерален урбанистички план, проширени се површините за индустријска зона и над каналот во западниот дел на градот и очекуваат дека со натамошна разработка ќе добијат околу 100 хектари кои ќе бидат наменети за индустријата, каде што би никнала една нова индустријска зона. Владата на Република Македонија ќе помогне комплетно во урбанизирањето за проектот Купи куќа за млади и од општината очекуваат тоа да го стори и во урбанизирањето и инфраструктурата во делот на индустријската зона во западниот дел на градот. Јавното предпријатие ИСАР започна со жардениерско уредување на неколку булевари во општина Штип. На овој начин ќе се заокружи целосно сликата за реконструираните улици, а влезот во градот хортикултурно ќе се уреди по примерот на светските метрополи. Во Штипската населба 8 ноември јавното предпријатие ИСАР започна со жардинерско уредување на реконструираната улица Енгелсова. На овој начин ќе бидат уредени неколку булевари, како и влезот на градот. Откако градоначалникот на општина Штип ги асфалтираше улиците Партизанска, улицата Енгелсова и еве ова улица на спојот што е со булеварот во населба 8 ноември, ние како јавно предпријатие започнавме да градиме на жардинера, која жардинера ќе биде урнек, ќе биде готова за 7 дена, ќе биде урнек како ќе изгледаат сите жардинерски уредувања во булеварски уредувања во општина Штип. Од влезот на градот, исто така овде во 8 ноември, на долето, сите жардинерски уредувања ќе уредиме вака, како сега што ќе направиме ова. Откако ќе заврши градежниот дел, жардинерите ќе бидат хортикултурно уредени со декоративни садници. Бетонски блок, од надвор ќе го облечуваме, зидо нема се мачка, со буѓа или бекатон и од згоре ќе има ивичаци. И унатре ќе биде исполнето со земја и со каменчиња украсни. Граѓаните се задоволни од секоја позитивна промена што се прави, за градот да стане поубаво место за живење. Па добро е, се што се направи, се убаво. Улиците што се направи, разбираш, се си убаво. Ја и во стазата што ја направиш убаво, шеталище направи за народот да се шетат млади и стари. Јавното предпријатие ИСАР покрај жардинерското уредување активно работи на хортикултурно уредување на река Отиње и изградба на мини езерцето. Избегната голема трагедија во Виница. Детската забава за 16 годишник завршила на клиниката во Скопје по патот Лулашка. Синоќ околу 21:30 часот, 17 годишниот ОД од Виница, забавата на реквизитите кои веќе 2 недели се лоцирани на паркингот покрај здравствен дом ја крунисал со тешки телесни повреди по патот Лулашките. Според кажувањата на децата кои во тој момент биле таму, трката по наградата гратис возење со ловење на кадифеното мече била причината за опасните акробации кај момчето кое се слизнало и паднало од Лулашката. Ние кој затвориме случваме тоа. Имаше полиција тука не? Не знам, но сега го на доктор викат. Па на дете доле врзано наша страна, но горе сакаше акробации да се изводи, одврзало се, ние гору ваздуху не можеме никако да му помогнеме. Што е до наша страна да е откачена корпа, не е проблем. Нека дојдат и УЈП, нека дојдат да ни затворат фирма, не е проблем. Од наша страна се е исправно. Имаме си атест за балерина за 3 години, атест издаден, има се. Од полицијата денес го потврдија немилиот настан. На ден 17.7.2016 година во 20:50 часот од страна на дежурен лекар од Етна медицинска помош Виница во ПС Виница по телефон е пријавено дека кај нив било донесено повредено детето ОД родено 1999 година од Виница кое се здобил со повреди користејќи реквизити за забава во привремениот Луна парк лоциран на просторот кај здравниот дом во Виница. Лицето со медицинско возило било префрлено за понатомошно лекување во клиничка болница Штип. По овластување на јавен обвинител увид на лице место е извршено од екипа од полициска станица Виница. Како и да е, вината и одговорноста е поделена, но повторно затајува контролата од надежните и потребата од континуиран надзор и следење на работата на овие реквизити кои се користат од сите деца.
а некако и одржувањето на хигиената во самиот забавен парк и околу него е доволно подкрепена со видеоснимката, која кажува и повеќе од авторскиот коментар. Продолжуваат редовните викенд контроли на СВР Штип за да се санкционираат возачите кои се опасности за себе и за останатите во сообраќајот. 304 казни за брзо возење, возење во алкохолизирана состојба и без возачки дозволи, напиша сообраќајната полиција на Истокот во ваквите акцијски контроли во јули. За брзина, од кои во изминатиот викенд од направената акцијска контрола имаме констатирано 60 прекршока за непочитување на брзина. Исто така за првата половина од месец јули имаме констатирано 99 прекршока со употреба на алкохол за време на управување на моторно возило, додека за изминатиот викенд кој ја правевме акцијската контрола имаме констатирано 20 прекршока, исто така и управувањето на моторно возило пред стекнување на право на управување на моторно возило, односно без возачка дозвола, имаме констатирано во првата половина на месец јули 129 прекршока, од кои во изминатиот викенд се констатирани 12 прекршока. Затоа повторно апелираме до сите граѓани да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, бидејќи со непочитувањето се догодуваат сообраќајни незгоди во кои поред материјалната штета имаме и жртви или телесни повредени. Така во првата половина на месец јули се има догодено 36 сообраќајни незгоди, од кои со телесна повреда се 16 телесно повредени лица, додека тешко телесно повредени се 3 лица. Летото е период кога на зелените пазари покрај останатото овошје и зеленчук се нуди и бостанот. Може да се најде во разновидни нијанси за кога продавачите или производителите тврдат дека е најсладок, но кога се работи за лубениците и дињите не секогаш изборот е најдобар. Зошто е така, побаравме одговор од оние кои го одгледуваат на традиционален начин со семка. Зелените пазари во овој период се преполни со овошје и зеленчук. Меѓу нив доминира бостанот, кој најчесто доаѓа од Струмичко-Валандовскиот регион. Во моментот се продава по цена од 10 денари за килограм. Но кога е во прашање изборот на лубениците и дињите, честопати се случува муштериите да останат незадоволни, затоа што она што го купиле или е зелено или пак воопшто не одговара на она што го добиле како ветување од страна на продавачите. Ова се случува поради тоа што во почетокот на сезоната на пазарот најчесто се нудат лубеници калемени на други подлоги наместо да се расадуваат од семки. Оној вистинскиот бостан го има ретко и тоа на нивите во општина Карбинци, каде што се уште го засадуваат неколкумина земјоделци. А ова е од семка, го садаме од 15 јануар, значи почнуваме, па го таму у фолијата, пластиниците и после го изнесеме околе 15 април. Тука и тука го покриеме исто со најлон и таму околе 25 мај откриеме го и тоа е. Ако има дожд, има многу рота, ако нема дожд, тоа е. Оние пробирливите веќе се научиле да го купуваат иако се продава по цена од 15 денари за килограм. И се што изнесете на пазарот се продаде? Се продаде. Бабата изнесе, ти викам, од Сабале однесе 20 на лубенички, вика за сат време дигнај. Знаат, ја не е познат и знаат дека нема лажа, превара. Порано бостанот го имаше насекаде. Денес мошне ретко, го садат само најупорните, како семејството на Петрови од Карбинци. Годинава го имаат на 1 декар и ова производство е резултат на дождовите кои паднаа пролетоска. Доколку заврнеше, родот ќе беше поголем за 10 пати. Земјоделските здруженија во регионот активни во борбата против климатските промени, едукативни обуки и работилници за промена на застарените навики кај земјоделците, органското производство на земјоделски производи и пчеларењето како битни предуслови во опстанокот на растителниот свет и човештвото. Магичниот пат на органското производство во Виничко и Струмичко, овој пат на Осојничко-Блатечки терен. Посета едукација на производители на органски мед и органско гоуџибери. Пчеларникот на Киро Арсов, лоциран во природната свежина на Брабушница, беше една од целните дестинации во рамките на проектот Биди пчелар, кој Сдруженијето на Агровинка го реализира со општина Богданци, а целна група се активни и потенцијални одгледувачи на пчели со фокус на руралната жена. Проектната иницијатива за Биди пчелар
е проект на УСАИД за адаптација на климатските промени во органското производство, во земјоделието. Целта на проектот е размена на искуства и регионална соработка помеѓу членките на мрежите за рурален развој од општина Виница и од општина Богданци. Третата активност се одржа во Виница, каде што членките од двете здруженија ги разменија искуствата. И овој проект е во рамките на глобалната стратегија на УСАИД за борба против климатските промени, спроведувана од мрежата за рурален развој. А вчерашната посета на земјоделци и представници од здруженијето Хорти Еко од Струмица беше искористена и за црпење знаење од блатец во одгледување на растенијето Гоџи бери. Одгледувам органско производство на гоџи, веќе е засадено 2014 година. Иако е органско производство, третманите се состојат само од органско биолошко ѓубриво. Наводнувањето е капка систем, значи капка по капка. Дрвото колку е големо, значи може да тражи 4 литра на почетокот, значи првата година, а после се повеќе и повеќе. Ама не е повеќе од 6 литра на неделно. Откупот на големо е значи 5 евра. Земјоделските здруженија во регионот стануваат се поактивни чинители во борбата против климатските промени. Здруженијето Агровинка претходно спроведе обука за 500 земјоделци од источниот регион за штетите од палењето на страништата, а последните едукации се насочени кон наметнување нови навики кај земјоделците за органско производство и развој на пчеларството како гранка, битна во опстанокот на растителниот свет, а со тоа и на човештвото. Турските власти доцна синоќа одново воведоа вонредна состојба во Истанбул, при што низ улиците на градот беа распоредени дополнителни 1800 полицајци од околните окрузи, јави агенцијата Андолија. Според истиот извор, во текот на ноќта низ градот било видливо засилено присуство на полициски патроли, а полицијата добила и наредба да гурне секој хеликоптер кој ќе се крене во воздух без одобренија. Поводот за ваквата одлука на турските власти засега не е познат. Претходно турскиот премиер Бинали Йилдирим ја пофали солидарноста меѓу четирите партии застапени во собранието на Турција за време на неуспешниот обид за воен удар во земјава. Независно од нивните политички ставови, сите партии заедно застанаа против пучот, изјави синоќа Йилдирим пред голема група приврзаници на владата собрани на централниот плоштад во Анкара. Синоќа низ градовите ширум Турција се одржаа собери за поддршка на турскиот председател Реџип Тајип Ердоган и на владата на кој присуствуваа повеќе од 10.000 луѓе. 100 голи жени ќе го пречекаат можниот кандидат на републиканците на председателските избори во САД во ноември, Доналд Трамп, на конгресот на неговата партија во Кливленд, кој почнува денеска, пренесе Франс Прес. Тие се собраа во североисточниот американски град за инсталација на познатиот американски фотограф Спенсер Тюник. Секоја од жените држи во рака големо кружно огледало. Инсталацијата е во знак на протест поради однесувањето на републиканците и кандидатурата на Трамп. Жените се символично недалеку од спортската сала на Кливленд, каде ќе се одржи конгресот на партијата. Имам 2 ќерки и жена и сум исплашен од јазикот на омразата во републиканската партија против жените и малцинствата, изјави Тюник. Не можев да се ограничам само да гласам. Морав да направам нешто за да се противи на овој идиотски тренд. Познатиот фотограф со голите инсталации засега има направено и други актуелни теми во американското општество. Онаа за правото на поседување на огнено оружје на позадината на серијата смртоносни престрелки во САД. Јавното прикажување на голото тело е нелегално, но за сметка на тоа лице може да се шетаат и со оружје, без да го вознемируваат, истакна Тюник. Еднаш неделно група јужнокорејски војници војничките чизми ги заменуваат со балетанки, со цел преку танци и класична музика да го намалат стресот од војната служба на најзаштитената граница на светот, која ги дели комунистичката Северна Кореја и Јужна Кореја. Балерината од корејскиот национален балет Ли Хан Кјо е задолжена за подучување на 15 војници од 25-та војна дивизија, кои меѓу останатото досега ја поставиле Лебедово езеро од Петар Илич Чајковски.
Полковникот Хеотесун појаснува дека балетот бара голема физичка сила и дека е добар за јакнење на мускулите, за зголемување на флексибилноста и за правилно држење. И оваа година по 44 пат се одржуваат Илинденските спортски игри Чешиново 2016. На турнирот учествуваат 16 екипи распоредени во 4 групи од 5 општини: Чешиново, Блешево, Кочани, Пробиштип, Штип и Карвинци. Инаку досега се комплетираше второто коло, а веќе од утре започнуваат надпреварите кои ќе одат понатаму во следната фаза. Утре на програмата се надпреварите од првата група меѓу екипите на Бање, Кучичино и Карвинци Новосело. Годинешниви Илинденски спортски игри ќе бидат збогатени со одигрување на шах и тоа на 30 и 31 јули, а ќе завршат на 1 август. Додека пак на финалниот ден на 2 август ќе се одржи и велосипедска трка. Според организаторот кој изјави за Канал Плюс, и оваа година екипите кои учествуваат на еден од најстарите турнири на Балканот ќе се борат за првата награда во висина од 60.000 денари. Фудбалскиот клуб Брегалница Викендов одигра уште еден пријателски надпревар каде што победи со 5:0 со второлигашот Вардар Неготино. Досега Брегалница одигра 3 пријателски средби, и тоа со Шкупи и со новите второлигаши Академија Пандев и Вардар Неготино. Инаку штипските сини од денес повторно ќе заминат на 10-дневни подготовки во Пехчево, каде што и таму ќе остварат неколку контролни средби. Штипските фудбалери досега напорно тренираат 2 пати во текот на денот, па вака тие ќе продолжат и понатаму за да постигнат големи резултати и успех. Новата сезона во првата македонска фудбалска лига почнува на 7 август. Ова беа сите предвидени содржини за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Од мене довидување до 23 часот.